Ке пропаднат најмалку 40 нови предмети против актуелни и поранешни функционери за злоупотреби при јавните набавки, што основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ги води согласно став 5 од член 353 од Кривичниот законник, кој минатата недела беше укинат. Од јавното обвинителство велат дека не се во можност да ги коментираат или да изнесуваат ставови за законските измени, туку откако законските решенија ќе стапат на сила, јавното обвинителство има обврска доследно да ги применува. Во текот на 2022 година за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 од К3 во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се заведени вкупно 40 предмети против 107 лица, и тоа против 8 актуелни и поранешни градоначалници, 29 административни службеници, 5 судии, 1 стручен управник, 1 адвокат, 11 раководни лица, 3 поранешни министри, 4 поранешни функционери и 47 други лица, како и 2 правни лица. Велат од јавното обвинителство. За ВМРО ДПМН ова е класична амнестија за некогашните, но и актуелни кадри на власта кои се вмешани во повеќе видови криминал. Исто како што ги коментиравме и изминативе денови, ова е амнестија и обид за амнестија од ДУИ и од СДС за случаи како што беше модуларната, за случаи како за Бесатранс, за случаи како за онкологија, за случаи како што и овој скандал од 26 милиони евра, за криминалот и корупцијата кои што носат животи во Македонија, за кои што никој не одговара. Ова е амнестија, обид за амнестија, да се спасат од правдата и на членови на актуелната власт, и можеби и на претходната власт од СДС и од ДУИ, но и обид, порака до можни сведоци дека нема да одговараат или полесно ќе поминат ако ги сокријат оние кои што се врвот на таа криминална пирамида во власта.